Господин амбасадоре, добре дојдете прво во Нова, во студиото на Нова. Овие денови Франција е најчесто споменуваната земја во Македонија. Подепресивните вести дека Франција практично ќе ја блокира Македонија за почеток на преговори, односно за одредување на датум на преговори. И сега би сакала да ја расчистиме дилемата што всушност се случуваше, зошто постоеше таа пречка. C'est la culture européenne, c'est d'abord une culture du... Тоа е европска култура. Во европската култура е потребен компромис и успеавме како и секогаш во Брисел да постигнеме компромис. Имаме поддршка од нашите партнери кои што посакуваат од политички причини или геостратешки причини да го забрзаат отворањето на преговорите. Accélérer l'ouverture des négociations. Од француска страна нашиот став, како што каже самиот председател Макрон уште од септември 2016 година, земјите од Западен Балкан го имаат целото видно место во европската изградба, доколку Европа се обедини бидејќи е дисфункционална и поради искуството на овој регион, особено за изградби кои не успеале да се одржат и кои најчесто лошо завршиле. Нашето решение е прво да се подготви куќата за да може да си го најдете вашето место. И потоа разговаравме со нашите партнери и беше најден компромис. Тоа беше да се добие време и да се поразговара помеѓу европејците и потоа да размислуваме за теми кои ни се многу важни сега, како што е новото европско преструктурирање, а потоа да разговараме за прашањето, за отворањето на преговорите, бидејќи она што ние го посакуваме, дека заслужуваат посебен третман, особено поради големиот напредок кој беше постигнат во двете последни години, треба особено да кажеме во последните месеци, затоа француската влада посака да си даде време за да ви помогнеме подобро да се подготвите за почеток на преговорите. Вие знаете, вашата земја знае, председателот Макрон знае, целиот свет знае всушност дека на Македонија е потребна поддршка од останатите земји, која велам поддршка од останатите земји мислам особено од зрелите демократи, како што и се разбира, и Франција, заради тоа што Македонија многу тешко или никако напредуваше сите овие децени без таа поддршка што е неопходна. Ce soutien, vous ne l'avez pas eu. Таа поддршка ја не бавте откако ја имавте премногу, затоа што Франција долго време ја поддржуваше Македонија, преку имињата на Робер Бадентер, Франсуа Леотар, Лероа и присуството на француските војници овде. Докажуваат дека ние точно ја знаеме геополитичката и геостратегиската положба на Македонија. Ние знаеме дека е потребна поддршка. Македонија го напушти тој пат по кој што почна да оди кон Европската унија уште порано пред другите и се најде пред еден поларизиран политички живот на корупција, состојба што стануваше хаотична, беше состојба на замрзнување на патот кон Европската унија. Можам да ви кажам дека откако сум дојден тука, им кажав дека или Македонија ќе го присвои европскиот пат и ќе работи многу, или ќе остане Македонија таму кај што е, кај што беше во 2016 година. Гледате дека земјата е многу убава и симпатична, но што се добива од тоа? Среќен сум и свесен сум, особено среќен, дека земјата повторно се најде на добриот пат, а се најде на добриот пат со огромни потешкоти. Македонците се тие што најдобро ги познаваат тие проблеми и свесни се за истите. Нашата идеја е да не ги намалиме критериумите. И знаете, ги имаме сите проекции на јавното мислење, кое што ги бара од нас. Ке треба уште повеќе да ги бараме од земјата. Ке успееме тоа да го постигнеме со своето присуство на секаде. Се сретнав со новиот државен секретар на Секретаријатот за европски прашања и зборувавме за начинот како да се зајакне Секретаријатот за европски прашања. Зашто ако ви кажат утре ги почнувате преговорите, не сакам да ви кажам дека ми беше незгодно, но сепак неопходно е прво подготовка. Комисијата ќе почне да работи на таа тема заедно со вас и оваа година на чекање не треба да биде бескорисна. Треба забрзано работење. Година кај што ќе успеете. Треба да го искористите сето она што ќе ви помогне да ги спроведете реформите кои ви се на хартија. И тоа е нормално. Треба да ги имаме и првите резултати.
но исто така треба да постигнете успеси во сите области, за да може наредната година прашањето повторно да се разгледува. Тоа значи не сакаме да ги забавиме работите. Сакаме да признаеме дека тие работеа и ги имаме првичните резултати. Се разбира, се уште има проблеми, затоа што влезот во Европската Унија не е за утре, но јасно дека го започнавме тој пат. И за тоа време ќе може да работиме исто така со другите наши партнери за европската изградба, затоа што врелите прашања со мигрантите и еврозоната се актуелни. Европа е убава работа, но е доста кревка. И на нас ни треба доста време и тоа е анализата што ја направи председателот Макрон. Во суштина не сакаме да создадеме обструкција, која е нејасна и да додаваме други прашања. Тогаш вистинскиот проблем не е само бирократијата, туку треба да се изгради нешто солидно, со новите забрзани земји во развој. И на крај француските граѓани тоа и го бараат, односно тие ќе сакаат да можат заедно, да се кренат во овој свет кој се повеќе бара. Нашите барања кон вас се оние барања кои доаѓаат од Европа. Сега, значи, веќе објаснивте дека во последен момент сепак се даде зелено светло, со благодарејќи на компромис помеѓу земјите. И сега, во Македонија постојат различни дилеми, всушност што е дадено од страна на Европската Унија. Како е формулацијата? Советот се согласува да го постави патот кон отворање пристапни преговори во јуни 2019. И сега, тоа се дилемите. Во јуни секако преговорите не започнуваат, но тука е веќе патот. Тој јуни е дефиниран како пат за започнување на преговори. Одлуката која беше донесена од француските власти да бараат што повеќе се базира токму на работата на комисијата, затоа што комисијата во Брисел донесува поразличен заклучок за напредокот на реформите. И многу се зборуваше за нон-пейперот кој прерасна во една дискусија. Тој нон-пейпер беше своевиден избор на делови од извештајот на комисијата во кој се најдоа сите прашања во однос на реалната состојба на земјата и спроведувањето на реформите. Затоа ние очекуваме од предстојниот извештај да биде резиме на вашите напори во текот на една цела година и на првите резултати од реформите. И јасно е, токму врз база на тој извештај и на таа работа, државите членки повторно ќе донесат одлука. Барем јас така го разбирам сето ова од овој целокупен процес. И вие, како и нас, ќе направите голем напредок во функционирањето на Европската Унија, затоа што не сметам дека француските граѓани ќе го сменат функционирањето на тој систем. Вие можеби имате можност да станете поголеми специјалисти од нас, бидејќи тоа е комплицирана машинерија. Има нејасноти, понекогаш креативни нејасноти, кои што не носат до компромис. И сега реформите се оние кои се прецизираат, нотираат, значи судство, безбедносни служби, администрација, како и борбата против корупција. Потоа следува и подпишување, односно финализирање на договорот, ратификација на договорот, која реков подпишување, мислам на Иванов, но за тоа ќе говориме подоцна. И сега околу договорот и важноста на договорот. Зошто е важен договорот? Зошто е важно председателот Иванов сепак да стави подпис? Тој не се согласува. La chose qui est importante dans cet accord, c'est le geste. Најважната работа во тој договор е гестот што го постигнаа министрите за надворешни работи со подпишувањето на документот и институционалните и уставните аспекти на политичкиот гест на двајцата премиери, односно желбата која беше ставена во прв план од страна на двете земји, без разлика кои се историските потешкоти, и покрај тоа научија да свртат нова страница.
Договорот е постигнат во сложени услови. Можеме да мислиме многу работи за договорот, но најважно за нас е што сепак се постигне ефект и е меѓународна гаранција. И мислам дека многу луѓе не ги разбираат комплицираните идентитетски прашања, затоа што тоа е ваше прашање на Грција, но за нас представуваше претходно збор за трн кој излезе од ногата на Европа. И нашата поддршка во тој поглед е целосна кон договорот, а потоа останува на двете земји да го внесат сето тоа во уставни и институционални рамки во сопствената земја. Овој договор, кој што е специфичен и одговара на соодветна состојба, мислам дека самиот по себе е единствен, поради единствената храброст на двајцата премиери, за кои што се направени посебни процедури и за тие процедури е потребен минимален консенсус со јавното мислење на двете земји. Знам дека е доста сложено и мислам дека не треба да се долева масло на огнот. Во секоја од двете земји ќе потенцирам, затоа што и мнозинството на господинот Ципра се намалува и овде има тензии, кои што ги видовме сите, по ентузијазмот за името Илинден, што создаде своевиден национален консензус, но за жал сепак тоа не беше постигнато. Но сепак се докажува дека е возможно наоѓање решение и мислам дека во таа насока треба да работиме. Потешкотиите институционални и уставни ми се чинат сосема реални. Повеќе пати го прочитав текстот на вашиот устав кој е доста сложен поради сите амандмани што ги содржи и исто така сметам дека уставот е одраз на национален консензус и волја да се води заедничка политика. И можам да кажам дека ќе се изнајде преку разговори и меѓусебно почитување помеѓу различните партии во извршната власт, ке се постигне договор. Освен што си играме партизани и четници, најважен е генералниот интерес и интересот на идните генерации. Вториот предизвик е референдумот. Заради тоа што има проблематичен е фактот околу цензусот. Вие знаете дека и сите знаат всушност дека изборните списоци не се исчистени. Превисок е тој цензус, реалната бројка не е вистинска, има огромен број на граѓани на Македонија кои се иселени. И тоа е вториот предизвик кој е пред Македонија. Oui, ce défi aussi permettrait de revenir à votre question précédente, c'est aussi... Тој предизвик е исто така пред низата прашања што се поставуваат. Дали Македонија е спремна за европските интеграции, затоа што ви остануваат многу внатрешни предизвици, кои што треба да ги надминете, затоа што тие не можат да се надминат само со нашата помош, затоа што прво треба македонците да бидат согласни меѓу себе за правилата на игра. Мислам дека уште се сеќаваме на сликите од 27 април, кои што беа символ на правила на игра кои што повеќе не постојат и криминално однесување во една демократска институција. Оваа година ја имате токму за тоа, за дефинитивно да докажете дека се прекинало со тоа минато. Мислам дека треба да се постигне консензус со опозицијата, за да се договориме за правилата на игра според кои ќе работиме. Тоа значи компромис, затоа што нашата Европа е изградена на компромиси, затоа што треба да се воочи што е македонски компромис пред да навлезете во европскиот компромис. Ние нема да ги форсираме работите да се промени името и не треба да се доживее како дел од земјата против друг дел од земјата. Можеби кај некои луѓе ќе преовладаат повеќе емоциите отколку разумот и можеби тие ќе бидат најзасегнати. Сметам дека треба повеќе разбирање помеѓу самите македонци, да научат да се сакаат меѓу себе. Ми се допадна една изјава на Димитров, кога го праша на кој јазик разговарате, тој одговори: не разговараме, скарани сме. Мислам дека треба да се разговара. Беше постигнат напредок со опозицијата, неколку закони беа сепак изгласани. Мислам, тој напредок е според планот. Без разлика дали станува збор за финансирање на политичките партии или функционирањето или нефункционирањето на правдата под политички притисок. Сето тоа е начин на заедничко работење. Тоа се нашите правила на игра. Можеби не се најсовршени, но тоа ќе ви помогне и вам да поминете многу скалила. Мислам дека без тоа ќе биде многу тешко, затоа што ние однадвор ќе кажеме она што го посакуваме за решение, односно да излезе трнот од ногата. Да биде тоа реално и цврсто, треба да има успех тој референдум. Успешен референдум, искрен и со добри правила на игра.
И не е исклучено дека ќе може и претениците од опозицијата, ако резултатот е позитивен, да ги изгласаат со двотретинско мнозинство уставните промени. Може би не се сите така спротиставени, но од моментот кога ќе бидат јасни правилата на игра. Добро, јас ви благодарам за ова интервју, амбасадор. Мерси.